Централен дневник на К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. Пожар во Кавадарци, горат неколку куќи. Доделени 500 сертификати за завршена програма за самообработување. Велес Штип за помалку од 30 минути со изградба на експресниот пат Велес Кадрифаково. Удар на гром предизвика пожар во куќа во Кавадарци, близу автобуската станица. Според информациите од секторот за внатрешни работи Велес, пожарот се проширил кон соседните куќи. Повредени нема, а материјалната штета допрва ќе се пресметува. 4 куќи гореа во Кавадарци како последица на ударот гром. Според информациите од СВР Велес, во 13 часот и 40 минути, по силно невреме и зачестени електрични празнења, гром удрил во една од куќите на улицата Питугули. И покрај интервенцијата на противпожарните екипи од Кавадарци, пламените јазици брзо се прошириле на соседните куќи. Гледката била страотна, велат очевидците. Еве сте први комшии тука, дојдоме и почнаме да гасиме. Дојди пожарната одма, првен димовици, двете куќи беа фанати, ветро дуваше натаму на југот и сречи ова другата не е фана. Тие две куќи одзаду уште една, 3 куќи, тоа беше страшно, значи нешто страшно. Првено тука од 2 дена почна и натаму за 15 минути се таа фадна куќа. Тоа е. Во гаснењето на пожарот на кавадаречките пожарникари на помош им дошле нивните колеги од Неготино. Во процесот на гаснење било вклучено и противпожарното возило на Фени Индустри. Материјалната штета допрва ќе се пресметува, но првично таа е огромна. Бројот на индустријски работници во мај 2015 бележи раст за 1,9% во однос на мај 2014. Домашните компании ги изголемуваат своите работни капацитети преку странските инвеститори. Тие се поволно тло како за отварање на нови работни места, така и за обезбедување работа за домашните фирми. Бројот на индустријски работници во мај годинава во однос на истиот период лани бележи раст од 1,9%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците се зголемил кај интермедијарни производи, освен енергија за 3,2%, кај капитални производи за 17,7% и кај трајни производи за широка потрошувачка од 2%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Домашните компании ги зголемуваат своите работни капацитети преку странските инвеститори. Тие се поволно тло како за отворање нови работни места, така и за обезбедување работа за домашните фирми. Веќе од мала фирма прераснавме во средна, затоа што странската инвестиција веќе ни овозможни 40 вработувања. Значи сигурна наплата, подолгорочна работа, така да имаме повеќе можности да менаџираме со средствата. Поради позитивната бизнис клима и мерките за стимулирање на вработувањата, во наредниот период се очекуваат нови странски компании во регионот, со што би се подобрила економската состојба, како и можноста многу луѓе да се вработат во бизнис секторот. Се случува една многу позитивна работа општо за економијата во нашата држава, со тоа што работодавците ќе бидат мотивирани да овозможат нови вработувања. На тој начин невработеноста во Република Македонија, значи на државно ниво, драстично ќе се намали, бидејќи самите работодавачи ќе нудат што повеќе работни места поради тие бенефити кои што ќе ги нуди владата. Процентуално опаѓање во бројот на вработени се забележува во секторите рударство од 7% и снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација од 0,3%. Петстотини невработени лица ќе можат да се вработат со грант средства од програмата за самовработување. Тие денес ги добија решенијата за завршени обуки и програми со кои можат да ги добијат овие средства преку Агенцијата за вработување. До крајот на годината со вториот дел од програмата за самовработување ќе се вработат уште 460 лица. Преку отворање на сопствени компании со помош на грант средства од програмата за самовработување, 500 досега невработени лица ќе можат да се вработат. Тие ги добие решенијата за завршени обуки и програма со кои им се овозможува добивање на овие средства преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. Вкупно 500
невработени лица им доделивме сертификати за завршена програма за самовработување. Сите овие лица кои што досега беа невработени набрзо ќе ги регистрираат своите стартап компании, своите мали бизниси и ќе добијат грант средства од 201.000 денари. Лицата кои добија грант средства ќе можат да ги користат и поволностите од проектот Македонија вработува и да добијат ослободување од плаќање придонеси од 3 до 5 години. Ќе се отворат бизниси од различни профили. Видовме доста нови бизниси кои се во делот на здравственото осигурување, значи во делот на стоматологијата. Имаме фризери, има козметичари, има лимари, автолимари, автомеханичари, автомехатроничари, автоелектричари, електричари, гадежни работници. Мојот бизнис е лондри кафе, односно нуди можност за автоматско и професионално перење на 10 килограмска облека. При тоа, додека чекате, едноставно можете да ги користите кафе услугите, да пребарувате на интернет. Ќе отворам собствена ординација, каде што ќе се самовработам и ќе вработам уште едно лице, стоматолошка сестра. Отварам дуќан со рачни ракотворби, рачно плетени работи, изработка на рачно правена чипка. По денешното завршување на првиот, на почетокот на октомври, ќе се финализира вториот дел од програмата за самовработување. Уште 460 лица да се вработат за 2015-та. Оваа година за програмата се издвоени 200 милиони денари. 32 најиновативни бизниси ќе добијат дополнителни средства до износ од 240.000 денари. Формирањето и развојот на малите компании треба да го придвижат економскиот развој во земјава. Македонија последните неколку години доживува експанзија во изградбата на нови локални, регионални и магистрални патишта, нова патна инфраструктура, побезбеден сообраќај и побрз транспорт на стока. Доказ за тоа е изградбата на експресниот пат Велес-Штип. Ако досега за Штип се стигнуваше за 50 на минути, со неговата целосна изградба, ова време значително ќе се скрати. Нова патна инфраструктура, побезбеден сообраќај и побрз транспорт на стока. Република Македонија последниве неколку години доживеа експанзија во изградбата на нови локални, регионални и магистрални патишта. Доказ за тоа е изградбата на експресниот пат Велес-Штип. Ако досега за Штип се стигнуваше за 50 на минути, со неговата целосна изградба, ова време значително ќе се скрати. Тоа е практично пат со 4 ленти, кој што не е ограден како автопат, е една моноструктура, но доволно широка и доволно добро поставена за да може и 4 возила да се разменат. Тоа ќе значи наше многу побрзо и подиректно поврзување не само со Штип, туку и со цела Источна Македонија. Знаејќи го фактот дека Штип, Кочани и Струмица во последните години представуваат сериозни економски центри. Покрај рехабилитацијата на патот и неговото проширување, 11 црни точки кои овој патен правец го правеа небезбеден ќе биде минато. Патот од Велес до Штип до Пола, односно до Кадрифаково, ќе биде експресен, а од Пола натамо ќе се поврзе со новиот пат од Миладиновци до Штип. За експресниот пат Велес-Штип, владата на Република Македонија издвои 15 милиони евра. Инаку во моментов во тек е третата последна фаза од изградбата. Магистралниот пат се очекува до крајот на оваа година да добие комплетно нов лик. Во моментов се работи на 3 автопати: Кичево, Охрид, Скопје, Штип и Демиркапија, Смоквица, а се очекува во септември до година прв да биде завршен автопатот Демиркапија, Смоквица во должина од 28,2 километри. Практично тоа ќе значи поврзување и на нашиот град директно со автопатска линија со јужната граница, со Гевгелија, ќе се избегнат оние тесни и опасни грла кои што се од Демиркапија до Гевгелија и секако тоа како инфраструктура ќе значи напредок не само за државата, туку и за нашиот град. Цела градежна механизација е на терен. Ангажирани се досега 2500 работници, а поради изградбата која е во полнек, се очекува зголемување на работната сила од 2500 на 3000 работници. Се зголемува достапноста на лекови во руралните средини на товар на Фондот за здравственото осигурување на Македонија. За оваа цел фондот годишно издвојува сума од 2 милиарди и 450 милиони денари. Полесен пристап до лекови ќе имаат повеќе од 35.000 жители на руралните средини во Македонија. Фондот потпиша договор со нови аптеки, аптекарски станици и подвежни аптеки, вкупно 21, за кои договори квотите ќе почнат да важат од 1 јули.
Со овие договори ќе се овозможи осигурениците и граѓаните од руралните средини да заштедат и пари и време за набавка на неопходните лекови. Од новите потпишани договори, 5 се подвижни аптеки чија цел е снабдување со лекови во рурални средини со најмалку еден здравствен работник и фармацевтски техничар. Фондот за здравствено осигурување на Македонија годишно издвојува значителна сума од 2 милиарди и 450 милиони денари за лекови за граѓаните во земјава. Средствата се распределени на вкупно 768 аптеки кои во моментов имаат активен договор. Годишната квота која фондот ќе издвојува за овие нови 13 аптекарски станици е 7,8 милиони денари. Дополнително, вкупната вредност на квотите за 46 аптекарски станици со кои Фондот за здравствено осигурување претходно потпиша договор изнесува 31,4 милиони денари на годишно ниво. Односно за вкупниот број на досега склучени 59 договори со аптекарски станици и 5 договори со подвижни аптеки, фондот обезбедува на годишно ниво 43 милиони денари. Од денеска 13 нови аптекарски станици ќе има во повеќе населени места. Нови аптекарски станици во регионот ќе има во селото Мелница во општина Чашка и во село Ваташа во општина Кавадарци. Кавадарци е најголемиот производител на грозје и вино во Македонија. Со самото тоа се наметнува потребата од современа и сеопфатна едукација на земјоделците од овој регион. Преку трибини, предавања и различни форми на едукација, земјоделците ќе имаат можност да се запознаат со новите достигнувања и стандарди во земјоделието. Најголемиот производител на грозје и вино во Македонија е Кавадарци. Со самото тоа се наметнува потребата од современа и сеопфатна едукација на земјоделците од овој регион, која ќе вклучува и едукација по однос на прашањата поврзани со климатските промени. Локалната самоуправа со проекти ќе се обиде едукациите да стигнат до секој земјоделец. Тоа не би требало да биде исклучок, тоа би требало да биде правило во Кавадарци и многу луѓе кои што се одлучиле да се занимаваат со лозарство, да прво и основно ја применат науката или барем тоа што некој го знае од науката да им го пренесе на нив за да имаат подобро производство. Панов смета дека засега земјоделците недоволно ја применуваат науката во секојдневното работење и тоа пак придонесува за намалување на рентабилното работење. Немаме користење на наука, туку користење на искуството од нивните дедовци и прадедовци во делот на обработката на лозјата. И токму заради тоа сметав дека е потребно да се држат и трибини на кои што ќе се разговара, односно ќе се едуцираат лозарите за теми кои што се актуелни во моментот. Зголемената едукација ќе придонесе земјоделците од Тиквешкиот регион да имаат зголемен квалитет, но и квантитет на земјоделските производи. Околу 10.000 земјоделци од Тиквешијата аплицираа за субвенции, известуваат од подрачните служби на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кавадарци и Неготино. Се работи за лозари, овоштари, градинари, пчелари и сточари. Во тек е обработка на податоците. Земјоделците од Тиквешијата побрзаа да ги обезбедат своите субвенции. Околу 10.000 земјоделци од овој регион аплицираа за финансиска поддршка во подрачните служби на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кавадарци и Неготино. Според информациите на раководителот на службата во Кавадарци Зоран Шалев, околу 6.300 земјоделци од Кавадарачко и Росоманско поднеле апликација за субвенции. Се работи за лозари, овоштари, градинари, пчелари и сточари. Од Неготинско и Демиркаписко документи поднеле околу 3550 земјоделци, информира Златко Пенков, раководител на подрачната единица Неготино. Во подрачните единици во тек е и аплицирањето за осигурување на земјоделските култури. Земјоделците кои сакаат да го осигураат својот род, ќе треба да подмират само 40% од трошокот за осигурување. Останатите 60% ги плаќа државата. Секторот за внатрешни работи Велес во соработка со надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против лицата С.А. од Гевгелија, извршен директор на АД Керамика Велес,
собственик и управител на Дидо Груп Гевгелија. МА од Гевгелија, председател на собрание на акционери на АД Керамика Велес, собственик управител на СОМИ Михаил Дойл Гевгелија, СЛ од Велес службено лице адвокат, АК од Кавадарци службено лице извршител, поради основи на сомнение дека сториле кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Со традиционално дефиле низ улиците на Велес, вчера вечер ансамблите и фолклорните друштва од многобројни земји учествуваа во отварањето на 12-тиот меѓународен фолклорен фестивал. Со песна, музика, танци и ора ги забавуваа велешани и останатите посетители, кои се собраа на амфитеатарот во Младинскиот парк да ги проследат настапите на 10 групи учесници. Традиционалното фолклорно дефиле низ улиците на Велес вчера вечер го отвори 12-тиот меѓународен фолклорен фестивал, на кој продефилираа ансамбли и фолклорни друштва од многобројни земји, па како и секоја година со песни, развиорени ора и тапане ги забавуваа велешани. Последните 5 дена градот ќе биде центар на Балканот на фолклорните збиднувања и автентичната култура доловена преку раскошни носии, специфична музика, песните и ората. Многу ова од цело идам и баш ми е мерак што застанав овдека. И сакам сето тоа, многу ме бендис. Што ви остави најголем впечаток? Сите ми оставија, и сите од страна што дојдени, и нашите тука, тоа неверојатно е убаво. Да, ни се допаѓаат и ќе го посетиме. Еви за тоа одиме, да разгледаме, да видиме, убаво многу е. Амфитеатарот во Велес, како и секоја година, беше премал да ги смести посетителите кои во следните денови ќе живеат во ритмот на фестивалот, ќе се остварат договори за нови меѓусемни посети, ќе се разменуваат искуства. Велес уште еднаш потврдува дека е град на мостови, но овој пат на мостови на пријателство што обединуваат и градат трајни врски меѓу народите. Многу добро е. Од ова побо што сакаш? Децата излегне, мајки, таткоцки, дедоци ки посетат малку како е се, па ќе погледаме малку доле. Се ни се допаѓа и маски се. И се ни се допаѓа, што да кажеме друго. На првата фестивалска вечер настапија 10 културно-уметнички друштва и ансамбли од Македонија, Турција, Романија, Босна и Херцеговина, Унгарија и Бугарија, па сплетот на боите не ги остави рамнодушни љубителите на фолклорот, кои секоја година доаѓаат во се поголем број да го погледнат одлично организираниот фестивал. Велес'de birkaç kere biz buradaki festivallere Воодушевени сме од Велес како град со традиција и организација и пречекот кој го спроведе општината. Се надеваме дека во следните години ќе имаме можност да бидеме повторно поканети да учествуваме на овој меѓународен фолклорен фестивал. Чест ни е што настапуваме и се надевам дека ќе се прикажеме во најдобро светло. Ми düşünüyoruz. Veles'den çok memnun kaldık, dostluğundan çok memnun kaldık. Елена од Романија, одит во ваш фестивал со ансамбл Валуриле Дунари од село Ѓурѓен, Јаломица, Романија. Учесниците на овој фестивал со очекување достојно да го представат сопствениот фолклор. Фестивалот ќе ви понуди свет на звуци и движење што имаат моќ да го исполнат просторот и да го освојат времето со ритам од кој заигруваат срцата. На 12-тото издание на фестивалот ќе се прошетаме низ многу европски простори и ќе уживаме во умешноста на македонските фолклористи. Во Велес, овие 5 дена официјален јазик на комуникација ќе бидат танцот и мелодијата, песната, ритмот на музиката, со која ги изразуваат своите чувства членовите на сите 11 странски и исто толку домашни фолклорни ансамбли. Зборното место на случувањата е амфитеатарот во Младинскиот парк, доколку временските услови се неповолни, настапите ќе бидат одржани во спортската сала Гемиџии. По повод интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015, денеска представници на фолклорните ансамбли учесници беа на прием во општината. Тие се сретнаа со градоначалникот Чадиев и председателот на интернационалниот фолклорен фестивал Томе Јаневски. Сите учесници се задоволни од досегашната програма и топлиот прием како и од убавината на градот Велес. На прием кај градоначалникот и председателот на фестивалот денеска беа учесниците на интернационалниот фолклорен фестивал. 11 странски ансамбли и фолклорни друштва ќе бидат дел од 5-дневниот настан кој започна вчера.
Општина Велес е главен покровител на фестивалот. Градоначалникот Шадиев им се заблагодари на гостите за фолклорот и енергијата со која ја представуваат својата земја и на сите им подари подароци со одлики на Општина Велес. Очигледно е дека сме на прав пат со овој фестивал. Континуирано растеме со фестивалот и фестивалот веќе има една одредена тежина која можам со задоволство како градоначалник, меѓутоа пред се како граѓанин на Велес да кажам дека ова најдобриот фолклорен фестивал во Република Македонија во моментов. А како градоначалник велам дека година и до година ќе растеме уште повеќе и нашиот фестивал ќе биде најпрестижен од фестивалите од овој вид во Република Македонија. Председателот на фестивалот Томе Јаневски не го криеше задоволството од успешниот почеток на фестивалот и воопшто од целиот овој 5-дневен настан, каде што се промовира фолклорот и традицијата. Во Велес во престојните 5 денови ќе престојуваат преку 1000 гости, од кои половината или 500 се од странство. Еве, јас сметам дека и во наредните 4 фестивалски вечери ќе бидеме успешни и ќе реализираме програмата, затоа што следните денови имаме уште изненадувања и доаѓаат нови гости, така да мислам ќе биде одлично. Представниците на фолклорните ансамбли ги пренесоа впечатоците од досегашните видувања на градот домаќин, како и благодарноста од топлото гостопримство и честа да учествуваат на овој интернационален фестивал. За прв пат доаѓаме во Македонија, навистина ни се допаѓа како изгледа Велес и како организиран овој фестивал. Се надеваме дека на народот ќе им се допадне нашите танцови и ќе уживаат во нашите настапи. 12-тото издание на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015 продолжува и во наредните денови, со настапите на странските и домашните играорци во амфитеатарот на Младинскиот парк. Учениците од 4 до 6 одделение од септември ќе учат по Кембридж програмата. Доделени 53 решенија за вработување на волонтери во клиничката болница во Штип, следуваат вестите од Македонија. 53 волонтери во клиничката болница во Штип ги добија решенијата за вработување на неопределено работно време. Министерот за здравство Никола Тодоров по доделувањето на решенијата изјави дека станува збор за една од позначајните мерки кои владата ги донесе, а позитивно се рефлектираше за волонтерите во здравството, кои, како што рече, се носечка сила во овој сектор. Сите веднаш добиваат решение, односно им се трансформира работниот однос со одложено дејство на трансформацијата, односно во овој период додека не се заврши комплетно трансформацијата, односно не почна да работат во редовен работен однос, не сме под ниту еден услов да им биде прекинат договорот. Денеска ги добија решенијата оние волонтери кои имаат непрекинато работа, односно договор од 1 септември 2014. Од септември учениците од 4, 5 и 6 одделение ќе учат по Кембридж програмата, од квалитетни учебници без грешки и содржински прилагодени на возраста на децата. Нови наставни програми ќе има за математика и природни науки. Книгите се во завршна фаза, чекаат одобрување во Лондон, а на почеток од август ќе се печатат и дистрибуираат до сите училишта на сите јазици. Заменик министерот за образование вели дека програмата одговара за возраста на децата. Наставниците се тие кои треба да им ја доближат на учениците. Децата во Република Македонија не се ништо поразлично од децата во Британија. Прашањето е како ние тоа ќе им го понудиме и како ние ќе ги научиме да сето тоа го совладаат. Јас верувам и во капацитетот на наставниците и на учениците, изјави заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Во текот на летото наставниците ќе мора да одат на обука. Кембридж програмата во основното образование ќе се заокружи за една година кога сите книги по математика и природни науки ќе претрпат корекции. Македонија е една од 160 земји кои во образовниот процес имаат воведено Кембридж. Учебниците се бесплатни и годинава по 7 пат ќе бидат на товар на државата. Квалитетните учебници без грешки содржински ќе бидат прилагодени на возраста на децата. Од денеска почнува примената на времениот режим на сообраќај на тешки товарни возила во викендите од летниот период на магистрален пат А2 делница Скопје-Охрид-Скопје.
Забраната се однесува на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 7,5 тони. Режимот ќе трае до 1 септември, соопшти Автомотосојузот на Македонија повикувајќи се на информација на Министерството за транспорт и врски. Оваа година има измена во временските интервали во однос на ограничувањето кое важеше минатите години, со цел да им се овозможи повеќе време за движење на тешките товарни возила. Забраната ќе се однесува за време на викендите, во петок од 15 до 22 часот, во сабота од 7 до 12 и од 18 до 24 часот, и во недела од 7 до 22 часот. Не ги плати обврските кон Меѓународниот монетарен фонд. Грција од денеска во банкрот со огромни економски последици. Бројот на загинати од авионската несреќа во Индонезија се искачи на 141 лице. Најмалку 141 лице загина во вчерашната несреќа на воено-транспортирниот авион Херкулес С-130 во индонезискиот град Медан на островот Суматара, покажуваат најновите податоци на полицијата, соопштија Франс Прес и американските медиуми. Откривме 141 тело во урнатините на стамбениот кварт, каде авионот се урна 2 минути по полетувањето од локалната воена база, изјави портпаролот на полицијата. Претходно беше соопштено дека во авионот се наоѓале 12 членови на екипажот и 101 патник, меѓу кои членови на семејства на војници. Најмалку едно дете е меѓу жртвите. Трагедијата се случи вчера попладне по локално време во стамбена населба на третиот поголемина индонезиски град Медан, подсетуваат агенциите. При падот авионот закачил неколку стамбени згради и автомобили. На местото на несреќата избувнал силен пожар. Од денеска Грција е земја во банкрот без програма за финансиска помош, а последиците врз нејзината економија ќе бидат огромни. Атина вчера не успеа да ги плати обврските кон Меѓународниот монетарен фонд во вредност од 1,6 милијарди евра и кон банката на Грција во вредност од 472 милиони евра, што значи двоен банкрот на долговите кон фондот и Централната банка. Иако Меѓународниот монетарен фонд ситуацијата не ја опиша со тие зборови. Последиците од банкротот ќе се зголемат како резултат на отсуство на програма со која ќе се обезбеди непречено функционирање на кредитниот систем за ликвидност преку Европската Централна банка. Комбинацијата на двоен банкрот со крајот на програмата за финансиска помош ја соочува грчката влада со низа проблеми. Составот на Ренова на првиот квалификацијски надпревар за учество во Лига Европа загуби минимално од екипата на Дачија од Молдавија во пресрет на реванш мечот кој е на програмата веќе следната недела. Македонската ракометна репрезентација се најде на 11-та позиција во европски рамки според новото рангирање на Европската ракометна федерација. Составот на Ренова со пораз на домашен терен ги започна квалификациите за настап во Лига Европа. На арената Филип II во Скопје молдавскиот представник Дачија со 0-1 ја порази Ренова во издрмнетиот надпревар, не оставајќи многу простор на гипсарите да дојдат до можност за погодок и посигурен настап веќе следната недела на реванш дуелот во Молдавија. Дачија поведе во 12-та минута со голот на Михај Рошча, кој поентираше со глава по претходно нафрлениот слободен удар од левата страна. Во првото полувреме Ренова имаше неколку шанси кои ги одбрани голманот на гостите, а во вториот дел прикажаа поагресивен настап со многубројни шанси кои останаа без реализација. Утре вечер екипата на Шкендија во Скопје ќе се сретне со шкотски Абердин во првото квалификацијско коло за Лига Европа. Европската ракометна федерација заклучно со 31 мај оваа година ја објави ранг листата на сениорските национални тимови во машка и во женска конкуренција. Нашата репрезентација се наоѓа на 11-тото место на европскиот континент со 232 бода, а пред неа се најдоа Германија и Исланд со по 240 бода, додека Русија се наоѓа задна со 220. Женската репрезентација има послаб рейтинг и се наоѓа на 19-тото место
помеѓу 50 европски селекции со 96 бода. На врвот кај мажите води Данска, а кај жените Норвешка. Овие бодувања се направени исклучиво врз основа на успехот на сениорските репрезентации на Европското првенство 2012, Светското првенство 2013 и Европското првенство 2014 во Данска. На машката селекција најмногу бодови се припишуваат за петото место од Еврошампионатот во Србија. Предходно објавената листа на ЕХФ ги зема предвид резултатите и на младинските селекции. Тогаш мажите беа 15-то место, а жените на 19-та позиција. Репрезентацијата на Шведска до 21 година е европскиот фудбалски првак, откако на пенали во финалето ја совлада Португалија. Аргентина го демолираше Парагвај за финале на Копа Америка. Перо Антики официјално со 2-годишен договор во Фенербахче. Репрезентацијата на Шведска за фудбалери до 21 година ја освои титулата европски првак, откако синоќа во финалето по изведувањето на пенали беше поуспешна од Португалија. Во регуларниот дел и по продолжението немаше голови и надпреварот заврши 0-0, а по пенал серијата дуелот заврши со 4-3 за Шведска. Во надпреварите од групната фаза, овие две селекции одиграа нерешено 1-1 и со тој резултат и двете селекции се пласираа во полуфиналето. За младите фудбалери на Шведска ова е прва титула во нивното второ финале. Репрезентацијата на Аргентина со сензационална игра го демолираше составот на Парагвај, со што се пласираше во финалето на Копа Америка шампионатот. Во големото финале во сабота, Аргентина ќе се сретне со домаќинот Чиле, а ќе има можност да освои првата титула на Копа Америка и воопшто, прва титула од големите надпреварувања по пауза од 22 години. Гаучосите играа во финалето и лани на светското првенство, но таму загубија од Германија со 1-0. Македонскиот кошаркар Перо Антики официјално е нов член на турскиот тим Фенербахче. Ова беше познато уште пред 2 дена, но сепак договорот не беше официјализиран. Турскиот тим Фенербахче на својата официјална интернет страница потврди дека постигнале договор со македонскиот центар. Перо Антич потпиша 2-годишен договор со можност соработката да биде продолжена на уште една сезона. Во изминатите 2 години Антич го носеше дресот на НБА тимот Атланта. Времето денес променливо облачно со кратки сончеви периоди. Еве какво време не очекува утре. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.